Изборот на новите министри и реконструкцијата на владата ќе биде на средината на декември, откако ќе биде изгласан буџетот. Кон крајот на неделава ќе се расправа за изборниот законник, а треба да се закаже седница и за анкетната комисија за Кочани. Пратениците го користат последниот месец од годинава да се донесат клучните закони, да се исполнат обврските и да се оствари дебата за трагедијата во дискотеката Пулс. На брифинг со новинарите, председателот на Собранието Африм Гаши рече дека побарал од предлагачите на двете анкетни комисии да се договорат да има само една дебата, на која ќе бидат отворени прашањата и за пожарот во Кочани, како што бараат Левица и СДСМ, но и за другите несреќи, како што бараат од владеачкото мнозинство. На вчерашната координација го замолив координаторот на пратеничката група на Левица Борислав Крмов да побара од Димитар Апасиев, председател на постојаната анкетна комисија, седницата да биде одложена за друг ден, за да може тој, премиерот Христијан Мицковски и сите други пратеници кои сакаат да присуствуваат да го сторат тоа. Седницата на анкетната комисија се поклопува со пленарната седница за буџетот за 2026 година. Во однос на реакциите во јавноста и дилемите дали сега паралелно со судскиот процес треба да има анкетна комисија за трагедијата во Кочани во Собранието, Гаши вели дека и тој имал дилема, но пратениците сметаат дека комисијата нема да биде мешање во судскиот процес, туку барање политичка одговорност. Се уште нема договор дали седницата на анкетната комисија ќе биде поместена за друг датум, бидејќи на 9 декември ќе се гласа буџетот. Неделата после буџетот пак ќе се гласаат и новите предлози за министри. Муамед Хоџа за животна средина и Беким Сали за европски прашања. Во Собранието се очекува и предлогот на владата за измени на кривичниот законник, но по сугестиите на Уставниот суд, но и реформските закони од правосудството.